По 12 дена конечно се знае каде е Венко Филипче. Бил во штабот на СДСМ, а каде летувал или каде бил минативе денови не знаеме. Тој вели немал обврска да ни каже. Во писмениот одговор до Алфа ТВ, кој е полн со нови навреди и обвинувања за телевизијата, констатираше дека не сме требале да го прашуваме каде патувал, сме знаеле сами. Токму на вашата телевизија гледам вести, значи не следите повторно. Јас единствен обврски имам кон клиниката каде што работам, секако и кон собранието. Таму можам да побарам годишен одмор и таму треба да се правдам доколку има потреба. Ако сакате ова да го изјавам во живо за вашата камера и телевизија, може да дојдете уште денес до седиштето на партијата, тука сум. Па вие потоа можете да го кажете она што вам ви го диктира Лата Симицковски. Јахти, Харис, Дубај, Венеција, Сент Морец и се останато. Инаку Филипче последен пат беше виден во Струмичко Новосело на 6 август, некаде во попладневните часови. Од тогаш па се до денеска во јавноста му се губеше секаква трага. Упатувам порака. Децата не се сами. Не беа сами синоќа, не се сами денеска, нема да бидат сами ни утре. По Новосело не е познат правецот каде заминал Филипче, дали можеби во Грција на јахта кај својот пријател Заев, дали можеби во Дубај или пак на некое трето место. Како што ни каже и самиот лидер на СДСМ, немал обврска тоа да ни го одговори. Во текот на минативе 12 дена Филипче имаше само неколку објави на социјалните мрежи. Една од нив беше околу спотот по повод 35 години, независна Македонија, непримерно критикувајќи го видеоматеријалот каде што немаше грам политика, партиски ознаки и некаква политичка пропаганда. Последната објава пак му е од пред 5 дена во чест на Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор е потсетник дека мирот, диалогот и компромисот се секогаш посилни од конфликтот, поделбите и омразата. Инаку таинственоста на Филипче околу неговите патувања не е ништо ново. Јавноста неколку пати во минатото дознаваше каде е, но само од видеа и фотографии снимани од граѓани, како на пример сликата каде е на јахта со својот пријател Заев, како и на забавата во Дубај на Харис Џиновиќ, исто така со Заев. Алудирајќи на патувањето на премиерот Мицкоски, Филипче во одговорот до Алфа вели дека најдобро било да ги прашаме оние кои што се на екскурзија. За разлика од првиот човек на СДСМ, претседателот на владата транспарентно пред јавноста кажа дека 8 дена од својот годишен одмор ќе ги искористи за патување во белгиските Бриш и Брисел.